Почитувани гледачи на спортска мрежа, разговараме со Роберт Николов, еден од организаторите на овој голем меѓународен турнир во пинг-понг Zegin Open 2024, вторниот преварувачки ден. Меѓутоа јас ќе ве вратам назад, од каде провичи идејата за ваков голем спортски настан во ова прекрасно мало градче во Милешевијата Берово. Прво благодарам што дојдовте и вашата телевизија и вашиот медиум, спортски портал. Дојдовте да го пратите овој меѓународен турнир Zegin Open 2024 година. Идејата како потекна со формирањето на клубот од 2018 година и со континуираните напревари на нашите млади играчи во мачка и женска конкуренција, се роди идеја кога главниот виновник за сето она што се случува овдека и клуб и формирањето на клубот до овој ден е господинот Благој Механџиски и неговата компанија и нивната компанија Zegin. Кога дознаа дека нашите деца секојдневно растат и се напреваруваат, у случај се напреваруваат на сите напревари во Македонија, но и пошироко на Балканот, се роди идеја да и ние организираме еден ваков турнир. Така да пред 3 години, значи ова е трет поред, го организиравме првиот турнир Zegin Open 2022 година. Така да од тој ден наваму, значи секојдневно растеме. На првиот турнир имаше околу 90 на преварувачи со 7-8 земји. Минатата година над 120, оваа година над скоро 200, со 300 напреварувачи и 14 земји. Така да така растеше турнирот и така дојдовме до ситуација на ова ниво кој што сме сега. Морам да кажам најголем пинг-понгарски турнир во Македонија и пошироко на Балканот, кој што обременува многу луѓе, многу спортисти и нашиот град Берово сме задоволни што е домаќин на еден таков меѓународен турнир. Морам да се сложам и да кажам дека Берово дефинитивно е еден добар домаќин како град овде, добра музика, добра храна. Вечер имаме нели во овој рамки на вториот првачки ден и голем концерт на градскиот площад во Берово. Групата, познатата група, музичка група Next Time, знаеме дека има дури и организиран превоз од околните места, така да сите кои што сакаат покрај нели да пратат добар пинг-понг може да уживаат и на овој музички концерт. Да, како што растеме со клубот, како што растеме со турнирот, секоја година се надоврзува дополнително. Првите 2 години беа класично спортски напревари, значи турнири. Оваа година го нарековме спортско-музички настан за сите селокуци, за сите гости во Берово. Берово е туристичко место и Малешевијата, така да ќе им понудиме освен спортски напревари, овие прекрасни спортски напревари кои што има, како што и знаете и пошироката јавност да биде информирани, има напреварувачи од 14 земји, има олимпијци, има напреварувачи од многу далечни земји. Кој е напреварувач кој доаѓа од најдалечната држава? Од најдалечната држава доаѓа од Киргизстан. Секоја чест за напреварувач од Киргизстан кој што дошол со возило, поминал над 6000 километри, тоа се 3,5 дена со возило да се вози, да пристигне, да игра и да се врати. Значи он една недела го поминува во пат, значи тоа се 12.000 километри. Имаме од Аргентина, значи имаме од балканските држави, од Европа, од Германија, значи опфатено е буквално целиот свет. За оние кои што помалку се запознаени во пинг-понгот, во моментот додека се игра овој турнир, десетици турнири има ширум светот и за тоа нели не можат сите спортисти или сите пинг-понгари да можат да бидат на едно место, исто како во тенисот, на повеќе места во исти момент има, така да али во секој случај ние растеме секоја година со број на напреварувачи, со број на држави, градови, така да тоа сме и среќни. А по однос на музикава, да, вечерва ќе имаме концерт на Next Time на градскиот площад во Берово, Димитар Беровски. Се надевам ќе има добра публика, добра забава и за спортистите, и за сите туристи, и за сите беровци и малишевци кои што ќе дојдат. И, како што рековте, и организиран превоз
за сите заинтересирани од околината, од регионот, од истокот кои што сака да дојдат. Да, е се ово прилики и поканам гледачите да отворат на спортска мрежа.мк, таму има целосен распоред со сатнина како оди нели возилата како ќе доаѓаат по населените места. Меѓутоа морам да се сложам со фактот дека како што расте така ми се чини дека ова ќе прерасне во на голем, уште поголем меѓународен турнир кој што дефинитивно ќе ги собере во едно место сите најдобри пинг-понкари од цел свет. Па се надеваме, Ќе го земеме примат од Бероа да биде најпинг-понкарски град, ако не во светот, барем во Европа. сакам и тоа да го кажам. Значи, ако некој прашал во 2018 година или ако се запрашал дали од Берово или од Малешевија да ќе кажам, иако има голема спортска традиција и во фудбалот, и во ракометот, и во одбојката, пред се, дека некои ќе оди, некои играчи и млади деца ќе се натпреваруваат на ниво на Македонија и ќе бидат шампиони, сите ќе биле радосни и многу радосни. А ако после тоа доаѓа до ситуација да има натпреварувачи од Берово од пинг-понгарскиот клуб Зегин кои што одат на балканско, ќе бидеме уште порадосни. Сега стигна и на европско. Значи, спортисти од Берово учествуваат на европски натпреварувања, на европски првенства, што е голема придобивка за градот, за спортот, за спортскиот дух, за насочувањето на младите луѓе кои што наместо да одат по пороци и по лоши патишта, се натпреваруваат во ова. Така да, благодарение на компанијата Зеги, на господинот Благој, морам пак да го нагласам. Клубот е хомоген, стабилен и напредува од ден во ден и затоа и овој прекрасен настан што го гледате и што во моментот се случува е продукт на сето тоа. Така да се надеваме дека понатаму ќе имаме и други турнири, морам да кажам и тоа, дека освен овој турнир, меѓународен турнир, во Берово се организираат и многу државни првенства во младински категории, во сениорски категории, во организација на нашиот пинг-понгарски клуб, во координација нели со Пинг-понгарската федерација на Македонија. За кратко тоа разговор, дали може да откриеме некој новитет кој што би можел да се случи ако веќе размислувате за следното издание Зегин Open 2025? Тешко прашање. Се надевам дека ќе растем уште повише, кога би имале поголема сала, тоа би било уште подобро организирано, но се надевам дека да го завршиме овој, пак имаме 365 дена да размислуваме за нови предизвици, за нешто ново, за нешто дополнително. Сепак пинг-понгот е игра и главно е да се игра пинг-понг, да се игра да се спортува, а за пропратните работи ќе размислуваме, ќе направиме некој ново изненадување. Не би биле тие ние ако не се случи нешто поинтересно, уште подобро. И сакам на крај да додадам дека она што го правиме, првичната идеја е за тоа да биде по повод независноста на Република Македонија 8 септември, но поради многуте турнири во Македонија, некогаш го правиме да биде 6, 7 и 8 септември, 8 септември, по независноста на Македонија, а некогаш го одложуваме како сега, бидејќи има многу други европски натпреварувања кои што се поклопуваат со календарот. Се надевам дека следната година пак ќе биде за по повод независноста на Македонија една наша придобивка кон нашата македонска држава. Така, ви благодарам за овој краток разговор кој што имате. Поштовани гледачи, и вечерова сите тие кои што сакате да дојдете во Берово на добра забава, меѓутоа да проследите добар пинг-понг во текот на утрешните последен трет надпреварувачки ден, пред вас е таа можност да дојдете да уживате во ова прекрасно мало градче во Малешевијата Берово. Уште еднаш благодарам за вас. Благодарам.